За сопственикот на возилото казна полицаецот под лупа на внатрешна контрола. Ова е епилогот од расправијата за паркираниот автомобил среде велосипедска патека во Скопско де Бармаало. Според она што се слуша од видеото на социјалните мрежи, колата непрописно стоела повеќе од 4 часа, а полицаецот вели дека возилото е службено. Кој е ова службено возило Поршеве? 4 сата седи тука, ништо не правите. Пиши му казна пиши му. Кој е службено? 4 сата. Казна пиши му. Еве. Има 59 марки од непочитување на закони. Зашо плакам 400 денара е за паркирање? Која е таа службена должност? По неколку минути автомобилот сепак беше отстранет. Систем. Возилото е подигнато од страна на ПОЦ, а од страна на СВР Скопје преземени се мерки по член 63, став 6 од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата и на возачот на возилото СК. Издаден му е платен налог. Исто така ве информираме дека предметното возило не е на полициски службеник, велат од МВР. Според законот, казната изнесува 45 евра. Градоначалникот на Центар објаснува дека пајак службата постапува по налог на полициски службеник. Отстранувањето на непрописно паркираните возила е по налог на службено овластено лице. Во случајов, нашите вработени воопшто не го стопираат кревањето, туку едноставно чекаат налог од страна на службеното лице полицаец. По добивање на истиот веднаш постапуваат и го креваат возилото. Недозволиво е полициски службеник да не сака да си ја врши својата работа. Барам од МВР да ги санкционира полициските службеници кои не постапуваат при очигледни прекршоци, напиша Герасимовски на Facebook. Од полицијата пак појаснија дека веќе постапува одделот за внатрешната контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР. Освен од неправилно паркирани автомобили, тротоарите и велосипедските патеки низ де Бармаало често се блокирани и заземени од кафулиња и кафеани, па пешаците и велосипедистите едва и поминуваат. Мартин Арслов, Сител телевизија.